Јас сум Сузана Турунџиева, ТВ водител, инаку дипломиран професор по соло пеење. Животот секогаш ме носеше на крајните граници на музиката, телевизијата, уметноста, книжевноста и се она што ја развива креативноста и фантазијата на еден човек кој што ја сака слободата на изразот, кој што го сака убавото, кој што е алергичен на шаблони и на рамки, човек кој што ужива да твори, да создава и ужива да добива аплаузи. Бушави глави. Убави луѓе за нас сите. Ние сме бушави глави. Убавина. Масажа е некој кога го масираат кога го масираат за да му биде поубаво, за да не го боли грбот. Масажа е некој човек кога те масира, например те боли грбот и он ќе те измасира и тебе ќе ти победе грбот. Масажа е некој човек кога те масира. Масажа е кога некој човек те масира кога имаш болка во вратот, во грбот и ти помага. Масажа е масирање на нешто од дел од телото. Масажа е кога некој не масира. Масажа е кога некој ќе те некој посебни луѓе ќе те масираат за да ти биде прав грбот. Па може да ни измасира, ама долго ќе ни помине. Да се учи во школа како да масираш. Те масира за да немаш болки. Секој масира подобро, но жените мислам дека подобро дека жените одат на курсеви за масажа и знаат да масира. Кога нешто те боли, за да не го боли. Бушави глави! Ако имаме болка, за да не изчезна болката. Ние бараме масажа на некои работни места. Некој ако знае да масира, ќе ни помогне, а некој ако не знае, џабе ќе не малтретира. И може уште повеќе да не заболи грб. Мислам дека физиотерапевтите го учат тоа на факултет. На плажа доаѓаат тетки и ги масираат луѓето. И затоа кога мажите одат во салон, сака жена да масира, дека жената поубаво знае. Жените поубаво масираат, отколку мажи. Да, некогаш имаме потреба од масажа за слабиење. И посебно жените масираат убаво и затоа дома вика да ја ги масира некоја жена. Тие за секоја болка имаат посебна масажа. И им прават тајландска масажа. Зашто жените одат на курсеви за масажа и тие подобро знаат да масираат и се понежни од мажите. Треба да намасираат секој ден за да ослабне. И затоа, зашто жените знаат како да фатат, а мажите се груби. Да, масажата спаѓа во терапија. Масажа, јас не би станала од кревет за масажа. Ако јас се прашувам, јас се пријавувам за доброволец за сите можни масажи во сите можни салони каде што има луѓе кои знаат убаво да масираат, бидејќи во еден период од животот кога работев многу динамично, кога 5 часа спиев, а 19 часа работев, мене единствено во живот и во форма ме одржуваа само релаксационите масажи на прекрасната тетка Ленче која ми доаѓаше из дома. И денеска ми недостигаат многу тие две раце, бидејќи таа е веќе во возраст кога не може да ме масира. И навистина е топло ја препорачувам масажата доколку поминувате низ напорен период или доколку имате некој конкретен проблем, масажата е терапија број 1. Бушави глави!